Емпатија е способност за препознавање, разбирање и споделување на мислите и чувствата на друга личност. Развивањето емпатија е од клучно значење за воспоставување квалитетни релации и сочувствителност. Денес во приказна одбравме да говориме за оваа исклучително значајна тема. Многу години веќе поминаа, дури некои може и не ги памтат првите моменти, меѓутоа јас многу добро ги памтам затоа што тоа беше некаде веќе 2013 година, средината на 2013 година и неминовно беше да не се приметат тие уморни лица, повредени лица, болни лица кои поминуваа точно покрај мојот дом. Малку облека, вода, парче леп беа дел од мостот на надеж кој на бегалците од траумата на војната им ги нудеше Ленче Здравкин и нејзините пријатели од Велес. Тие беа едни од ретките станици на надежта, во која бегалците ја наоѓаа својата капка живот на најдолгиот и неизвесен пат. Секогаш истото го кажувам, дали тие се мојата судбина или јас сум нивната судбина, што сум се нашла во тие моменти на тоа место каде што е нивната главна рута, која ја следат уште од самата јужна граница, па ги носи се до северната граница. Пругата поминува покрај домот, така да тоа беа млади момчиња, имаше малолетни деца, имаше мајки со бебиња, цели фамилии, стари, истоштени, повредени луѓе. Помошта на почетокот беше многу мала од моја страна, тоа што го поседував и што можев во моментот да им го пружам на тие луѓе, меѓутоа тие почетоци беа такви и тоа време беше такво тогаш, што многу и не смееше да се зборува, луѓето околу мене и моето обкружување, каде што не постоела емпатијата, дури и знаеја да ме советуваат дека јас правам опасни работи, дека тоа е многу лошо за мене, многу лошо за нашата земја, дека може нешто да ми се случи, дека тие се терористи, дека тие носат заразни болести, меѓутоа таа емпатија што постоеше веќе кај мене само налагаше на сите тие да им се пружи мала помош, која за нив беше од големо значење за да го продолжат својот пат. Ленче е дел и од првата детска амбасада во светот Меѓаши. Меѓаши се еден главен фактор и една главна алка во сето тоа, во емпатијата, што секојдневно работат на емпатијата како кај најмладите, кај децата, кај учениците, кај средните генерации на младинци, да се развива емпатијата. Еве што туку завршија со одредени теми и предавања на таа тема во сите градови низ земјава и децата мораме да ги учиме уште од најрана возраст како се развива емпатијата. Емпатијата може да се стекне и преку вакви практични искуства. Здравкин е светол пример за емпатија, живот полн со препознавање, толеранција и разбирање за сочувствителното однесување во нашето општество. Емпатичноста останува императив на сите цивилизацијски генерации. Се чини дека сите ние сме соочени со силен напредок во квалитетот на живењето, но, спротивно на тоа, стагнираме во промоција на постигнувањето по високи човечки духовни вредности, кои се универзални и вечни. Што е емпатија? Емпатија пред се е еден капацитет, вроден капацитет на сите живи единки, на сите човечки суштества кои се развива, генетска предиспозиција, се развива од најмали нозе. Сите имаме потенцијал да ја развиеме, но како и сите други психолошки или психички особини или состојби кај луѓето се развива само во интеракција и содејство со средината. Така што ако средината не е стимулативна за потекнување и развивање на емпатијата, и таа прашање е дали колку ќе се развива, во која насока, дали како конструктивна или деструктивна. Поимот емпатија потекнува од грчките зборови енво и патос чувство. Страсти во буквален превод означува сочувствување со чувствата на другите. Сепак мора да се нагласи дека емпатијата се разликува од доживањето во тугите емоционални доживувања.
Честопати емпатијата се поистоветува со сожалување, но сожалувањето е емоционално уживање, додека емпатијата е разбирање на туѓите доживувања, бидејќи во себе покрај емоционалната ја содржи компонентата на препознавање и разбирање. Емпатијата е сложен психички капацитет, се содржи во себе или емпатијата се сочинуваат пред се две, така да кажам, две димензии, емоционална и когнитивна. Тие може да бидат основа на сожалувањето, меѓутоа сожалувањето е нешто поинакво и различно од емпатијата. Сочувствување е еден од преводите на емпатијата на македонски јазик, може да се користи како синонимно, но сочувствување во исто време е превод и за еден друг термин од англискиот јазик, или фактички не е поентата толку во терминот колку во капацитетот, емоционалниот и когнитивниот капацитет, тоа е compassion. И тука сакам да направам една разлика помеѓу емпатија и compassion, или тој тип на сочувствување кој повеќе во себе ја содржи таа когнитивна компонента на разбирање на состојбата на другиот. Развивањето емпатија е од клучно значење за воспоставување квалитетни релации и сочувствително однесување. Ова вклучува доживување на гледиштето на друго лице, а не само сопственото, и овозможува посоцијално однесување кое доаѓа одвнатре наместо да биде принудено. Емпатијата ни помага да соработуваме со другите, да градиме пријателства, да донесуваме морални одлуки и да интервенираме кога гледаме дека другите се малтретирани. Кога ти се спомна емпатијата, луѓето првенствено помислуваат на оној капацитет да го почувствувам чувството што другиот го чувствува. И тоа е таа емоционална компонента. Меѓутоа, развивањето само на таа емоционална компонента е пат во непознато. Може би понекогаш води кон добри резултати и помагање, меѓутоа многу често може да биде сочувствувањето, сострадањето на другиот да ме поттикне на деструкција и на агресија. Така што она што нам ни е потребно да го развиваме кај луѓето, кај децата, кај младите, е таа когнитивна сочувствителна компонента на емпатијата, која нужно не мора во себе да ја вклучува и димензијата дека јас ќе го чувствувам на емоционално ниво страдањето на другиот, туку да разберам како се чувствува, да ги разберам причините за тоа и да поттикне кај мене акција која што ќе ме придвижи во насока на помагање на оние кои што страдаат. Луѓето почнуваат да покажуваат знаци на емпатија во најраните години и најголем дел од оваа особина се развива во детството и адолесценцијата. Јас сметам дека апсолутно луѓето како луѓе се раѓаме со некаква доза на емпатија, но од друга страна и со доза на неемпатија. Односно, многу добро знаеме децата кога се чувствуваат загрозени, во тој момент воопшто не покажуваат емпатија, доста цврсто си ги држат своите граници, така да ние како култура учиме емпатија. И емпатија не е настан, туку емпатија е нешто што го правиме цело време. Значи се ствара, како да кажам, култура, една средина на емпатија. Заради тоа што колку јас сум поемпатичен, толку другиот станува поемпатичен и така некако се шири, се учи емпатијата едни од други. Така да апсолутно емпатијата е нешто што може да се научи. Често многу од нас веројатно чувствуваат поголема емпатија кон луѓе слични на нас и чувствуваат помала емпатија за оние кои се надвор од нашето семејство, заедница, етничка припадност или раса. Препознавањето на емоциите кај другите е прво ниво на емпатија. Повисоко ниво е кога размислуваме како нашите зборови ќе се рефлектираат на другите и пред да кажеме нешто, размислуваме за ефектите. Па емпатијата генерално можам да кажам дека има и еволутивна позадина и еволутивна придобивка, каде што ние сме социјални суштества, функционираме во групи и емпатијата ни помага подобри контакти да оствариме со луѓето, да бидеме повеќе тука еден за друг и да можеме да створиме една цивилизација, едно општество каде што ќе се поддржуваме и ќе бидеме тука едни за други. Поразителен е фактот дека во 21. век се соочуваме со жигосување и целосна дискриминација на оној што е различен, оној кој размислува и делува различно од нас. Во 21. век се соочуваме со напад на послабиот, оној кој нема сила на ист начин да ни врати. И наместо како што не учеа да му подадеме рака, ние ја спремаме тупаницата за осуда, мислејќи дека тоа ќе не направи подобри луѓе. Емпатијата може да биде предизвик, особено кога се работи за луѓе кои што имаат некаква трауматска позадина, кои што имаат некаква травма во животот, заради тоа што некој пат емпатијата подразбира да ги адаптирам моите лични граници за да можам да ги сретнам границите на другиот човек.
Кога постои дисторзија за моите граници, многу е тешко да можам да ги отворам, за да можам да ги сретнам потребите на другите луѓе. Така да најчесто за луѓе кои што, како што ја спомна и емоционалната интелигенција на некој начин, емоционалната способност, кои што имаат намалена емоционална способност, кои што имаат некаква траума, за нив е многу поголем предизвик да покажат емпатија, и другиот тип на предизвик е таму каде што многу често се очекува од нас не само да ги разбереме емоциите, туку да ги чувствуваме емоциите на другиот. И тука влегуваме во тој трик каде што не знаеме кога треба да сме емпатични, а до која граница е емпатија, а до кога веќе навлегуваме во една сфера на сочувствување, кое што веќе ги преминува границите на емпатијата, односно не сме тука за другиот, туку влегуваме во неговата приказна, која не секогаш е најкорисното нешто што може да го направиме за другиот. Многу е важно да разбереме дека доколку не се балансира, емпатијата може да предизвика прегорување. Многу инстанци согледуваат дека емпатијата е многу важна. Меѓутоа, она што е многу важно е што ние треба да знаеме што сакаме да постигнеме. Емпатијата, како што на почетокот кажав, ја има нели таа емоционална, грубо кажано, емоционална компонента и когнитивна или компонента на разбирање на состојбата на другиот. Доколку некритички се поттикнува развивање, просто кажано, бидете емпатични, и доколку децата тоа го разберат како дека е добро и важно јас да развијам капацитет да чувствувам што другиот чувствува, и ако се остави тоа така, тоа може да биде причина многу често детето откако ќе доживее емоцијата на блиското другарче, да кажеме, доколку не се развие тој последователен многу важен дел, а што понатаму во поглед на разбирањето и грижата за другите, може да поттикне деструкција. Емпатијата била, како што вели Пол Блум, врвен психолог, врвен научник токму во полето на емпатијата, вели дека овој емоционален дел на емпатијата била причината или факторот за многу војни и за многу деструкција. Тоа што ни е важно е разбирањето на рационално ниво, разбирањето на состојбата на другиот и како можем да помогнем. Бидејќи, од друга страна, доколку јас ја почувствувам емоцијата на другиот, а таа е крајно вознемирувачка или многу интензивна, научно е потврдено дека ние кога сме во силна емоционална состојба, многу често правиме и нерационални постапки. Професорот Спасовски во соработка со УНИЦЕФ развива проект со кој емпатијата добива важна улога. Голема благодарност и до УНИЦЕФ, канцеларијата во Скопје, кои имаат за среќа на сите нас големо разбирање за овие теми, и заради тоа имаме можност за една многу добра и успешна соработка на ниво на целата држава, каде што применуваме низ примена на холистички пристап, се обидуваме да го примениме токму ова за што зборувам денес, а тоа е развивање на повеќе особини кои се тесно поврзани меѓу себе, низ еден холистички пристап, каде што би се развивал еден добар карактер кај децата и кај младите, и на тој начин би развиле психолошка отпорност или резилиентност, која што е на некој начин, кога таа се развива, веќе ја развиваме и го потигнуваме нивото на добросостојба, а на повисоко ниво на добросостојба тоа значи дека младите успешно се справуваат и со сите предизвикувачки ситуации за нивното ментално здравје. На тој начин, со развивањето на овие капацитети за справување со секојдневните ситуации, го подигнуваме, се надеваме дека ќе го подигнеме и нивото на менталното здравје кај на младите и воопшто на добросостојбата и среќата кај нив. Ти си многу активен на социјалните мрежи и она што можам да го забележаме е дека многу внимаваш на каков начин комуницираш со својата публика. Колку во таа насока сите ние сме одговорни кога се во прашање медиумите кои што ни ги нуди дигиталната револуција? И така како сите сме одговорни, без разлика на тоа дали некој е популарен на социјалните мрежи или не, ама особено ако е популарен, имаме голема одговорност за тоа што помладите генерации кои што не се доволно зрели, кои што се уште се оформуваат како личности, можат некои работи да се ги земат здраво за готово и да ги применуваат во нивното секојдневие. А доколку ние пласираме негативни работи и тие ги применуваат негативните работи, малце знае да биде да кажеме лошо.
Во таа насока би сакала да го споменеме делот со говор на омраза. Дигиталните мрежи наместо да не поврзуваат, односно наместо да се социјализираме, се чини дека честопати поттикнуваат и говор на омраза. Зошто ние ги злоупотребуваме на некој начин дигиталните мрежи? Так, причината, искрено, мене се уште не ми е јасна и многу пати кога ќе налетам на некој негативен коментар или општо говор на омраза, се трудам да се сочувствувам со личноста. Не се прашам прво себе си, добро, дали нешто не е во ред со мене или и моменти треба да се запрашуваме, а првично, ако сум свесен дека не правам ништо погрешно, се прашам самиот себе си, добро, дали личноста поминува низ нешто моментално, дали има некои комплекси кои што ги лечи на ваков начин, се цел да сватам дали треба ова навреда, да си ја сватам лично или ето, едноставно да си кажам на самиот себе си, окей, поминува низ нешто личноста, пушти го коментарот, нека се издуши човеков, ама сепак не значи дека тоа е во ред да се прави. Така е, ти си бил жртва. Малку ги разгледував твоите профили, забележав дека си бил жртва на дигитално насилство. Како си се чувствувал во тие моменти? На почетокот не сум се чувствувал најдобро, што е нормално. Сепак не сум имал многу голема самодоверба, не сум работел на себе, сум бил 15 години и секој кој што ќе кажал нешто лошо за мене, сум си го сваќал како факт. Ако некој каже дека сум ваков таков, јас сум као, окей, стварно, можеби стварно сум таков. Сега веќе кога работам на себе си, константно се трудам да бидам подобра верзија од самиот себе си, некако нема толкав ефект нормално, некогаш се случува, но сега сум некако се чувствувам благодарен затоа што ете на некој начин сваќам дека тоа ми дава простор да се подобрам. Јас сум спремен доколку некој смета дека нешто правам погрешно да го соопшти тоа спрема мене. Спремен сум да се градам како личност и спремен сум да примам конструктивна критика. Но многу е поразлично кога некој ќе те навреди и ќе ти каже нешто кое што ниту е корисно, ниту ќе ти помогне да се озреш како личност, туку едноставно ета сака да те нападне и навреди. Да. Често пати кај нас јавноста не разликува што е критика, а што е критизерство. Кога си бил жртва на дигитално насилство, чија поддршка била најзначајна? Дали тоа биле родителите, дали биле пријателите? Од кој си побарал поддршка најпрво? Дефинитивно од луѓето кои што сум ги чувствувал најблиски во тие моменти, настрана родителите, и да кажеме роднини, пријатели, пријателки. Во такви моменти биле клучни за тоа јас да можам да ги предбродам таквите коментари, односно говорот на омраза. Поддршката е многу важна. Ако ние не се почитуваме, не се поддржуваме самите меѓусебно, многу лесно знае да згасне нечија цел. Ако некој работи на нешто во кој што верува, ако константно добива негативни коментари, нема ниту еден тука да го поддржи, знае многу брзо да ја згасне таа желба, таа цел која што сака личноста да ја достигне. И затоа во таквите моменти јас сум преблагодарен што настрана и да кажем и блиските што биле тука да ме поддржат, сум имал и масовна публика на следачи кои што коментирале убави работи, ми пишувале прекрасни пораки на кои што сум се смеел, сум се радувал и ете ми исполнували, ми биле мотив за јас да продолжам и да можам уште повеќе да се трудам кон моите цели. Но сигурно не било едноставно кога си под напад. Предпоставувам дека тие мигови, иако сега си веќе малку си го надминал тоа, во тие мигови кога се случувале, биле малку проблематични за прифаќање кај тебе. Да, мислам, не можам да кажам дека е било туку така лесно. Јас имав период каде што целосно се затворив самиот себе си, не излегував од дома, не се социјализирав. Некако во тие моменти се чувствуваш како целиот свет да е против тебе. Не знам зошто, можеби и дека сум се соочил со толку голем број на хейтери, ние така ги викаме, луѓе кои што шират говор на омраза и некако немав желба да се социјализирам, немав желба дури да снимам на социјалните мрежи, сепак тоа ми е работа и професија. Тоа ми направило таков товар да не можам некој период да
екзистирам општо како човек. Но, пак ќе кажам, поддршката во тие моменти ми била најклучна. Некогаш, дури да имаме 100 позитивни коментари, еден коментар кој што ќе е негативен, знае да наруши се. Дали си пријавил насилство, дигитално насилство? Сега за сега не. Не знам, мислам дека ако треба да почнам да пријавувам, ќе треба 30.000 луѓе наеднаш да пријавам и повеќе ако не се. Некако се трудам едноставно да го игнорирам тоа. Се надам дека можеби ете одговорните кога станува збор за сајбер насилство можат да забележат такви коментари и да реагираат без при тоа некој да треба да пријави, ама мислам дека е клучно и би требало да го практикувам ако достигне до степен каде што ете ми се случувало порано да ми влијае многу. Си поддржал ли ти некој од твоите следбеници, можеби си споделил некакво искуство кое што сакаш на некој начин да биде добар пример, како позитивен пример кој што во иднина ќе го следат? Ги поддржувам сите кои што имаат цел, дури оние кои што ме познаваат и кои што имале шанса да зборуваат повеќе со мене, знаат дека јас сум себе си се сметам како мотиватор. Јас многу сакам да пружам поддршка и да им ги отварам очите на луѓето едноставно да видат колкав потенцијал имаат. Без разлика на тоа дали е да прават нешто добро за некој друг, дали е некоја цел која што сакаат да ја постигнат, секогаш ми било задоволство и онака мерак да мотивирам луѓе и да пружам со тоа и поддршка. Настрана што сум го правел тоа за блиски, но сум го правел и за луѓе кои што ме следат, кои што ете да кажеме сакаат да работат нешто, некоја професија во животот, не мора да е тоа што јас го работам, може да е нешто сосема друго и можеби не веруваат во себе си во тие моменти. Јас секогаш сум бил тука да бидам оној кој што ќе каже: "А зошто? Зошто не пробаш? Дади го тој прв чекор. Не знаеш што може да се случи." И јас не сум знал дека ќе достигнам до ваков степен, се дури не сум го дал тој прв чекор. Така емпатијата затоа е многу важна и многу потребна, но се чини ретко ја имаме во нашето општество. За жал, да. Баш и не знам од кои причини, не знам зошто, но јас ќе сум тука да се трудам, да се сочувствувам со луѓето, да имам емпатија и да ги разбирам првично за работите низ кои што тие поминуваат и зошто некои работи се одвиваат на одреден начин. И се надам дека и останатите би можеле да го гледаат тоа како мотивација за и они да можат така да реагираат. Би сакала сега да ни споделиш нешто надвор од Александар на социјалните мрежи, што го прави Александар среќен, што сака да споделува, што најчесто го исполнува неговото време кога не е присутен на социјалните мрежи. Александар многу сака да се дружи, многу сака да патува, периодов повеќе се фокусирам на патување, на искуства, запознавање многу нови луѓе. Многу сакам да цртам. Уметност ми е една од приоритетите, затоа што иако видеата кои што ги правам на некој начин ги гледам како уметност, сакам многу и да цртам, да сликам, да танцувам, да пеам. Но тоа можеби не го пласирам на социјалните мрежи, туку се одржам за самиот себе си и го правам чисто како мерак, хоби. Морам да признам дека во последно време навистина станува многу важна и значајна темата околу емпатијата, особено поради сите ситуации на насилство, семејно насилство, насилство меѓу врсниците, меѓу младите. И би рекла дека всушност емпатијата е вештината која ќе направи разликата. Зошто го велам тоа? Затоа што емпатијата е всушност вештина која ние учиме од најмали нозе. Често се соочувам со дилемата кога дискутирам на темата дали е вештина, дали е нешто со што се раѓаме или нешто што се учи во текот на животот. И јас би рекла дека всушност, ако тргнеме од претпоставката дека малите деца се табула раза или се комплетно отворена книга без испишани страници, би рекла дека всушност тие ја учат
превземајќи модели од најблиското обкружување, значи од семејството, и модели од нивното пошироко обкружување, најпрви на своите врсници, а потоа и училиштето и состојбите и она што се случува во училиштето. И сега, зошто ни е важна, бидејќи таа е клучната разлика која што нас ќе не разликува во иднина од машините. Би рекла дека е исклучително важна. Тоа можам и да го потврдам преку извештаите кои ги имаат изготвено од Светскиот економски форум. Тие секоја година даваат извештаи за трендовите кои ќе следуваат. И сакам да нагласам дека трендот, она што бизнисите ќе го бараат како вештини од идните своји работници или од идните чинители во бизнис секторот, меѓу основните 10 се наоѓа точно токму емпатијата и активното слушање. Тоа е предвидување за до 2027, значи трендовите кои од сега па во иднина ќе се движат кон тоа да секој еден од нас навистина внимава и развива вештини на емпатија и активно слушање. И зошто сега го додавам активното слушање во сето ова што го говорам, бидејќи би сакала да појаснам дека емпатија всушност значи да се обидам да те разберам, а не да те слушнам за да ти одговорам. Емпатијата е вештина, а се што е вештина се учи. Она што сакам да го нагласам е дека оптимистот во мене ќе каже да, добро ни оди, се освестуваме, стануваме поемпатични. Всушност, не можам да одговорам точно на прашањето, затоа што кај некои луѓе таа е посилна, поизразена, кај други пак делува како воопшто да не постои, како воопшто да ја нема. И некако тоа би го кажала дека за жал емпатијата не е доволно присутна во нашиот општествен систем, ако веќе зборуваме на институционално ниво и ако зборуваме на ниво на институции. Би рекла дека се уште имаме многу работа. Јас би кажала дека е задолжително нешто што треба да влезе во нашиот образовен систем. Ако треба да им ставам оценка како професорка, не би им дала преодна оценка, искрено. Морам да бидам многу строга овој пат, затоа што нашето општество се уште многу е назад во однос на една огромна палета на ранливи категории. Јас првиот пат, кога искусив пречка во однос на тоа какво е нашето уредување, беше кога бев мајка и кога поради сите паркирани возила на тротоарите, со мојата количка и моето дете се возевме по коловоз. Што е целосно недозволиво, ајде така да кажам. Од тогаш, тоа беше во далечната 2006 година, од тогаш некои работи се имаат сменето, но се уште сметам дека имаме огромна голема работа која всушност нашите институции, начело со сите политичари нели внатре, мора да се одработат. Имаме многу голема домашна задача. Мачешки исповеди или што значи да се биде мач? Книгата за деца на Катерина Трајановска е приказна во која се раскажуваат мачињата, а секое маче има своја. Некогаш тажна, некогаш смешна, навидум обична, но сигурно по нешто посебна.
И во книгата раскажувам за дилемите и за предизвиците со кои што се соочуваат овие главни ликови. И така, например, еден од нив е Заратустра, кој што е мача кој што живее на брегот на едно море и секојдневно достоинствено ги поднесува навредите и смевањето од страна на другите мачињи на децата кои што живеат во околината, се додека еден момент не дојде еден човек да го спаси од тие неволји во кои што се наоѓа, за кои што тој самиот не знае дека се наоѓа, бидејќи е позитивно наивен лик и гледа позитивно на сите животни случувања. Давајќи им човечки особини на мачињата, во книгата авторката подсетува на таа потреба од емпатија кон туѓите несреќи. Мачките не се ништо друго, освен еден начин да ги доближам своите идеи поблиско до децата. Впрочем, не е ни реткост писатели за деца да користат животни на кои што им додаваат антропоморфни карактеристики. И на тој начин прават бајки или басни. Интересен на начинот на создавање на овие приказни, бидејќи се користат животни кои што имаат животински карактеристики, но се стават во еден човечки контекст. И токму овој човечки контекст им помага на децата да се поврзат повеќе со ликовите и да се препознаат себе си во нив или да препознаат некои своји блиски личности од семејството, од пријателскиот круг и на тој начин се поврзуваат повеќе со приказната. Преку мачињата, авторката представува ситуации и размислувања што може да им се случат на луѓето. Книгата ја буди емпатијата кај нив на еден непосреден начин преку запознавање со ликовите. Сметам дека читањето може да биде еден од најефектните начини за будење на емпатија кај децата, па така читателот преку приказните се доближува до ликовите, ги запознава нивните животи, нивните навики, нивните постапки или причините за нивните постапки и учествува во еден процес на разбирање на живот кој што е малку поразличен од нивниот. А токму овој процес на разбирање е првиот чекор кон емпатијата. А емпатијата ни помага кон создавање на едно посложно општество, со тоа што ни помага полесно да комуницираме едни со други. Сите ние имаме некакви несреќи во животот или проблеми. Како и мачињата од книгата, сите имаме некои проблеми и некоја тага. Но веројатно затоа што сме многу преоптоварени со своите лични неволји, полека го губиме сочувството и ги анулираме туѓите проблеми. За крај Трајановска вели дека сака пораката да допре до децата на вистински начин. Во училиштата во Данска, емпатијата е задолжителен предмет што секое дете го учи додека е мало, но и додека расте. Затоа што развивањето на емпатијата е важно за децата. Емпатијата се развива од првиот ден на животот, но се покажува на различни начини. Тоа е емоција која произлегува од разбирањето што може да чувствува друга личност. Првичната способност да се разбере што друго лице може би мисли или чувствува е нешто што се развива бавно. Започнува во детството и продолжува во предучилишна возраст. Во развивањето на емпатијата и родителите и наставниците во училиштата треба да применуваат фактички еден ист пристап, а тоа е емпатијата како и сите други квалитети или потенцијали кај нас луѓето се развиваат постојано. Треба да се развиваат и потикнуваат постојано во секој можен контекст, во секоја можна ситуација. Воспитувањето не е нешто што е еден час од 45 минути или 1 саат дневно или неделно, туку како и се друго во реални животни контексти да се поттикнува и да се развива заедно со другите нужни потенцијали или особини од карактерот. Емпатијата во секоја ситуација на страдање на некого, на некој, ако станува збор за децата, страдање на другарчиња, може да се поттикнува со обид да се разбере состојбата на другото дете и како може конкретно детето кое се воспитува, како може во таа ситуација да помогне, да размислува како може да помогне. Тој принцип може да се применува и во училиштата. Децата поминуваат покрај дома, во семејството, поминуваат најголем дел од својот живот во училиштата. Тие се огромно време во комуникација и интеракција со наставниците. Наставниците постојано во секоја можна ситуација може да ја поттикнуваат и треба да ја поттикнуваат емпатијата. Во данските училишта 1 час неделно е предвиден за часови по емпатија,
кои ги посетуваат ученици од 6 до 16 години. Тоа е еден од основните елементи на данскиот училиштен систем. Данците сметаат дека тој еден час подеднакво е важен како и часовите по математика или англиски јазик. На овие часови учениците можат да разговараат за проблемите кои ги мачат, без оглед дали се врзани за училиштето, додека остатокот од одделението заедно со професорот се обидува да пронајде разумно решавање и така да овозможи поддршка. Во Данска учениците се надпреваруваат со себе, а не со останатите. Данските училишта немаат обичај да ги наградуваат најдобрите со цел да спречат поттикнување конкуренција. На овој начин децата од најрана возраст се учат дека не можат се сами и дека поради подобри резултати неопходно е меѓусебното помагање и поддршка. За да може процесот на едукација за емпатија да се развива во образовните програми, неопходно е наставниците да поседуваат соодветни вештини, компетенции, кои ќе придонесат пренесувањето на знаењето да го направат на правилен начин. Тоа што во некои земји се применуваат вакви програми е резултат на подолгорочна стратегија и подолгорочно работење, каде што веќе и наставниците, и учениците, и родителите се подготвени за вакви програми. Ние имаме голема и добра мрежа на наставници и стручни соработници во училиштата, меѓутоа никогаш, посебно наставниците, во својата едукација системски не поминуваат такви обуки или процеси или програми на развивање на нивните компетенции, така што во голема мера многу наставници денес и не го гледаат тоа како составен дел на својата работа, туку се очекува, бидејќи не се сметаат дека не се таков профил, свесни за важноста на овие теми, сметаат дека за овие теми најодговорни, најдобро подготвени се психолозите. И би требало психолозите да работат. Меѓутоа, еден психолог во училиште не може да го поднесе целиот тој товар на воспитување или развивање на сите овие особини или на тој позитивен карактер на сите деца во училиштето, дополнително со сите други обврски што ги имаат во работата. Така што нам ни е нужно потребна промена и во иницијалната едукација на наставниците, но и во континуираната едукација или дообука на наставниците, да ги развиваат овие компетенции. За сега ги немаат. И бидејќи состојбата е таква каква што е, сметам дека воведување на посебен предмет, еден предмет кој би се учил, не знам, 1 час неделно или 2 часа неделно, не би помогнал, затоа што повторно тој предмет би бил, претпоставувам, длабоко сум уведен, на маргините на важноста и на наставниците, и на училиштето, и на учениците, и на родителите, така што нема да се постигне ефектот, но во многу системи се применува еден така наречен холистички пристап во развивањето на овие вештини, така што преку многу кратки, мали активности, чести активности, работилници од интерактивен тип, се развиваат и емпатијата и многу други особини. Например, емпатијата е предуслов, да кажеме, еден од предусловите да се развие и свесноста за важноста на другите во мојот живот. Предуслов за разбирање на постапките на другите, што е основа за простувањето. Понатаму основа, например, за развивање на чувството на благодарност за тоа што другите го направиле за мене. Благодарноста, пак на тој начин, благодарноста и емпатијата се во основа на алтруизмот. Алтруизмот не доаѓа од никаде. Алтруизмот се јавува во даден момент како резултат на соодветно концепирање или перципирање на дадена ситуација, поттикнато од сите овие фактори. Така што со ова сакам да нагласам дека вистинскиот пат е истовремено, или се еден холистички пристап, развивање на повеќе тесно поврзани особини кои што веќе некои од нив веќе ги спомнав, меѓу кои саморегулацијата или нешто слично на она позната емоционална интелигенција и така натаму. Така што сите овие особини како составен дел на еден, да го наречеме, добар карактер или позитивен карактер, кога тие низ таква долгорочна програма би се развивале од најмали нозе кај децата, ние денес или за догледно време ќе имаме генерации кои ќе бидат многу посреќни, многу позадоволни од сопствениот живот, многу потолерантни и емпатични во конструктивна смисла на зборот, каде што ќе се почитуваат, ќе се работуваат помеѓу себе и на тој начин ќе имаат и тие среќен живот, но и општеството ќе има предуслови за развој. На детето му треба време за да развие емпатија.
Емпатијата не е нешто за што директно можеме да ги научиме децата, туку тие ќе ја стекнат преку игра, комуникација, слушање приказни и имитирање на примери од околината, а тоа најчесто е имитација на однесувањето на најблиските. Игрите се исто така многу битен фактор во развојот на децата и нивната емпатичност, затоа што преку играта детето ги учи начините, правилата на однесување со другарчето, учи како да му помогне, како да стане похумано, како да напредува. Емоционалната емпатија се јавува најрано. Уште новороденчињата почнуваат веднаш да ги рефлектираат емоционалните состојби и изрази на тие околу нив. Благодарение на огледалните неврони, доенчињата на возраст од 18 часа често покажуваат одредена реакција на други новороденчиња во неволја. Раните емоционални искуства меѓу бебињата и тие што им даваат нега се клучни за развојот на емпатијата. Бидејќи негувателите негуваат и се грижат за новороденчињата, бебињата прават клучни асоциации меѓу позитивните човечки интеракции, системите за наградување и чувството на смиреност и на безбедност. Децата над 2 години, односно над 4 годишна возраст, ја чувствуваат таа емпатија затоа што се осознаваат самите себе си и имаат стекнато чувства кон останатите другарчиња. Психолозите и стручните лица кои работат со деца укажуваат дека кај секоја нова генерација се забележува намалување на емпатичноста, но ова се забележува и како општествен тренд и кај сите нас. Велите дека во нашето општество како да не достига емпатија, меѓутоа кога би направиле една сеопфатна анкета, јас сум убеден дека огромен процент од сите луѓе за себе сметаат дека се емпатични и за себе сметаат дека се добри. Тогаш од каде произлегува сето лошо што се случува на поле и во училиште и во општеството кога луѓето се лоши едни кон други. Токму од тоа што предмалку зборував дека кога луѓето ќе се почувствуваат фрустрирани или незадоволена некоја нивна потреба, каде што многу често тоа се интерпретира на релација дека некој друг е причинител за моето страдање или една бариера ние против другите, тогаш и благодарение на уште една друга така наречена голема невистина дека треба да им се верува на собствените чувства, чувствата понекогаш не водат во нерационални одлуки, кога ние ќе си израционализираме дека другите се причина за моето страдање, неправедно, непотребно предизвикано и тогаш другите заслужуваат јас да им возвратам со иста мера. Така што, иако, како што кажав, мнозинството сметаа дека се емпатични и добри, ние сме сведоци на многу лоши постапки постојано, затоа што луѓето веруваат дека само возвраќаат на другите кои се лоши. Што е решение? Како што кажав, уште од најмали нозе треба кај децата да развиваме еден комплетен сет на особини, како што предмалку спомнав, во кои што пред се развивање на добрината и почитувањето на другите, на благодарноста, на соработката. Ние, како човечки суштества, имаме еволуцијски предиспозиции да бидеме и добри и агресивни, и добри и лоши, и емпатични, и конструктивни, и деструктивни. И секако дека какви особини ќе развиваме зависи од интеракцијата со средината, а тоа значи од воспитувањето. Дали ќе ги потикнуваме, условно кажано, конструктивните особини во комплет како карактер или ќе препуштаме ситуациите на страдање да превладеат, па младите денес да извлекуваат заклучок дека светот и луѓето се лоши, иако денес еден адолесцентка извлече таков заклучок, на тоа ниво на развој на когнитивен, емоционален, морален развој ќе си донесат заклучок дека е тогаш оправдано и јас да видам груб и лош кон другите, дека другите не заслужуваат ништо подобро. Емпатијата е многу важна затоа што поттикнува љубезност, соработка и поддржувачки односи, кои се од суштинско значење за здраво општество. Покрај тоа, има значајна улога во моралниот развој, помагајќи им на децата да го разграничат доброто од погрешното, охрабрувајќи ги да се спротивстават на малтретирањето и неправдата.
Долги години емпатијата беше поврзувана само со човечкиот род, меѓутоа, откритието за постоењето на емпатија и кај животните го поставува во фокусот прашањето за нејзиното еволутивно значење. За видовите на емпатија и за емпатичноста кај животните ќе говориме денес во Артикулација. Мајмунот резус, вид познат по своите човеколики социјални способности, се наоѓа во кафе со синџир кој го повлекува кога сака да добие храна. По 12 дена безгрижен престој во тој кафес, добива пријател резус во кафесот до неговиот. Меѓутоа, набрзо сваќа дека кога ќе го повлече синџирот за да добие храна, неговиот пријател во другиот кафес добива силен електричен шок. Малиот резус престанува да јаде за да не го повредува својот пријател. Когнитивна емпатија се однесува на интелектуалната способност да се видат и идентификуваат туѓите емоции. Ова е важна вештина за пријателство и за родителство. Но и психопатите и талентираните политичари можат да бидат брилијантни во искористувањето на емоциите на другите луѓе. Емоционална емпатија понекогаш се нарекува емоционална зараза и се однесува на искуството на длабока поврзаност со друга личност, вклучително и чувство на вознемиреност кога се наблюдува вознемиреноста на другата личност. Емоционалната емпатија го збогатува родителството и другите смислени врски, но станува проблем кога лицето е презаситено од емоционални одговори на другите, што понекогаш доведува до исцрпеност. Па можеме веќе да зборуваме за емпатична прегореност, особено во професиите што им помагаат на другите, како медицински сестри, лекари, советници и друго. Емпатична грижа се однесува на желбата да се грижиме за другите кога се ранливи или вознемирени. Овој вид емпатија вклучува не само разбирање на тешката состојба на една личност да се придвижиме да помогнеме, доколку е потребно, како и кај емоционалната емпатија може да доведе до исцрпеност ако не се урамнотежи. Емпатичните деца имаат подобри социјални вештини и емоционална интелигенција. Чувството на емпатија е важно и за возрастните во секојдневниот живот. Преземањето на перспективата на другата личност може да ја зголеми довербата и меѓучовечката блискост. Да веруваме дека поуките кои што ги донесовме во оваа емисија ќе ви бидат од корист. Довидување до следната приказна.